Во продолжение на програмата следуваат вестите на Канал 8. Извршувањето на буџетот на општина Кочани во третиот квартал од оваа година беше една од темите за кои се разговараше на последната седница на Советот. При тоа беа искажани позитивни ставови за начинот на кој се реализираат тековните финансиски обврски, со известни забелешки за долговите што се наследени од претходните години, а кои што се уште стојат како товар на буџетот на локалната самоуправа. Позитивен е текот на извршувањето на буџетот на општина Кочани во текот на оваа година, за што показател е наплатата на дел од побарувањата на приходната страна, што во споредба со претходната година кај одделни ставки бележи пораст од 500 милиони денари. Ова беше искажано на последната седница на Советот на општината, со акцент дека основниот буџет е реализиран со 59%. Приходите од донации се остварени со 76%, а приходите од самофинансирање со 51%. Расходите пак на буџетската сметка се со реализација од 59%. Реализацијата на тековно оперативните трошоци изнесува 69%, при што најголем дел од овие средства се наменети за инфраструктурни проекти. Вкупните капитални расходи на основниот буџет се во износ од 48,5 милиони денари, а реализацијата на вкупните капитални расходи е со 57% во однос на планираното. Објаснувањето за досегашната реализација на буџетот беше дадена од секторот за финансии на општината. Вкупниот буџет е со реализација од 68%. Во делот на обврските, општината во третиот квартал прикажува обврски од 12 милиони 787 илјади денари, од кои што на водовод, спрема водовод имаме обврска од 10 милиони 233 илјади денари и спрема зел со 1 милион 706 илјади денари, значи ова се обврски од предходен период. Тековните обврски се подмеруваат и можам да кажам дека тековно оперативните расходи се сведени на минимум. Сепак, и покрај позитивното извршување на буџетот, имаше забелешки што општината се уште мора да отплаќа наследени долгови од претходниот период, особено во делот на образованието. Еве Гошо Викентиев има 17 милиони денари, 280 илјади евра. Никола Карев вкупно 112 илјади евра долг, Свети Кирил и Методи 92 илјади евра долг. Ако помагаме во делот за кој што да речеме, еве, директорите не биле виновни, училиштата што отишле во загуба, ама понатаму пишува Никола Карев, односно основното училиште Никола Карев, за вода должи 54 илјади евра. Не дека е должник на водовод 54 илјади евра, него пишува за вода. А Свети Кирил и Методи должи приближна сума. 54 илјади евра за вода. Тоа са 100 илјади кубика вода. И затоа барам да има одговорност како поука за наредните директори да работат малку поодговорно. Вака, они нека си трошат, општината на место да ги покрива сервисите на граѓаните на друг начин, по-потребни, што се ќе плаќа тука долгови кои што не морале да бидат ако се работело правилно. На седницата на Советот беше побаран и преглед за даночните обврски што ги имаат, а не ги платиле правните субјекти во општината. Побарав еден преглед по кој што ќе можеме да видиме кои компании по колку плаќаат данок или колку имат за останат данок. И за жал се уште немам тај податок, го немам добиено до мене. Значи ќе ве замолам како општинска администрација во идниот период, бидејќи тие се податоци кои што вие ги имате и оперирате, да бидат доставени за да можеме да направиме увид во истиот. Сепак, и покрај критиките, имаше и позитивни оценки за тоа како се реализираат финансиските планови, посебно кај капиталните инвестиции. Бевме доста критични до сега треба да кажеме некои работи што се позитивни. Кога се позитивни, се позитивни. Реализацијата на капиталните инвестиции, гледајќи го финансискиот извештај, извршување на буџетот, са 51% до сега, до 9 месец, тоа што сметам дека не се фактурирани извршените работи во периодот кој следува, така да до кој ниво се очекува да бидат капиталните инвестиции, сметам дека ова е добро. Добри се овде реализацијата на капиталните инвестиции и тоа е за пофалба за општинската администрација во тај дел. Не е лажна скромност да искажуваме дека можеме да бидеме задоволни и да кажеме
дека се направени и се прават максимални напори во надминувањето на негативните состојби кои што беа во поглед на расходите кои што се присутни и загубите кои што беа искажени. Мене тоа особено, ја мислев и во текот на прашање да поставам едно прашање до градоначалникот лично, да ни даде една попластично објаснување од каде, како и на кој начин успеа да се справи со овие проблеми кои што ги имаме во функционирањето на општината, односно на определени институции како што се школите и така натаму, за да имаат јасна представа и граѓаните, а и ние како советници, како го тоа успева, како тоа со години наназад само општината е задолжувана, а не се постигнувани тие ефекти како што ги имаме сега. Получасовната расправа за извршувањето на буџетот донесе заклучок кои работите се одвиваат во позитивна насока. Поради тоа, советниците едногласно дадоа согласност за извештајот за извршување на буџетот, што го изготви општинската администрација. Прибирањето на средствата во буџетот на општина Кочани по основ на данок на имот и комунална такса се одвива со вообичаено темпо. Сепак, споредбата на податоците од минатиот период покажува дека оваа година има благо зголемување на приходите што се добиени по овој основ. Од општината упатија повик до обврзниците да си ги подмират обврските. Со писмен допис преку медиумите, општина Кочани ги повикува правните и физичките лица кои се даночни обврзници по основ на данок на имоти и комунални такси да си ги платат за останатите, а доспеани даночни обврски. Доколку не постапат според законската обврска, ризикуваат да бидат изложени на трошоци за присилна наплата и камата сметана во износ од 0,01% од главниот долг за секој ден за доснување. Во општина Кочани по основ на данок на имот во изминатите години беа регистрирани над 10.000 обврзници, поради што исто толков број решенија беа изготвени и доставени до нив. Обврската за плаќање е доспеана, а поднесените жалби не го одложуваат нејзиното плаќање. По основ на комунална такса регистрирани се нешто помалку од 2000 обврзници, кај кои дел се неактивни подолг период, но со оглед што не се ликвидирани и фигурираат во евиденцијата на Централниот регистар, тие имаат и финансиски обврски. Според евиденцијата на секторот за финансии во општина Кочани, податоците покажуваат дека правните лица по основ на комунална такса имаат платено околу 5 милиони денари, што е близу 84%. Сличен процент на наплата има и кај данокот за имот на физички лица, додека пак кај правните наплатата изнесува 64%, односно околу 3 милиони и 850 илјади денари. Со оглед што решенијата за даночните обврски се доставени во првата половина на годината, од општината повикуваат во наредниот период да се платат обврските, за да може навреме да се планираат буџетските расходи за идната година. Градоначалникот на општина Виница Ивица Димитров и додели признание на македонската рекордерка во маратонско трчање Адриана Попарсова, која ја помина магичната граница по 3 часа. При тоа беше најавено дека се размислува за создавање услови за поттикнување на атлетските спортови во општина Виница. Градоначалникот на општина Виница Ивица Димитров и додели признание и вредносен ваучер на својата сограѓанка Адриана Попарсова, која го постави новиот македонски рекорд во маратон на 42 километри во женска конкуренција. На неодамна одржаното маратонско трчање во црногорскиот главен град Подгорица, Попарсова го освои 4-то место и за прв пат патеката ја истрча под 3 часа, со што постигна одличен резултат за македонската маратонска репрезентација. Таа рече дека конкуренцијата е силна и токму поради тоа личното задоволство од остварените резултати е уште поголемо. Секогаш е тешко за тоа што е маратон, а секогаш си има мали кризи во текот на трчањето, но треба ментално да си спремен на тоа и сето тоа да го поминеш. Секако. Да, лани еднаш го срушив, од лани трча маратон, лани во Загреб, го поставив мојот деби настап во маратон, го поставив рекордот на Македонија, а оваа година 3 пати трчав маратон и 3 пати го срушив исто така рекордот. Треба неколку месеци подготовка, константа, значи тоа вклучува и 2 до 3 тренинга дневно.
така да е многу напорно и километража која што изнесува околу 140 километри неделно. Иако нема долго искуство во маратонското трчање, виничанката Попарсова за само една година 3 пати беше најдобра во Македонија. Во локалната самоуправа на Виница размислуваат за создавање подобри услови за тренинг, што би било дополнителен стимул и други млади да го следат примерот на Попарсова. После долги години Виница има репрезентативец, меѓутоа не само репрезентативец, туку успешен репрезентативец кој што ги руши рекордите и се надеваме дека на следните првенства, како што се Европското и Светското првенство, ќе ни донесе уште поголема радост не само за нас, граѓаните на општина Виница, туку и за цела наша држава. Моментално разговараме и преговараме, сакаме градскиот стадион во Виница да го направиме, да го реновираме. Во план ни е сега и атлетска патика, меѓутоа тоа останува во плановите, ќе видиме дали ќе имаме можност, дали условите ќе ни дозволат и ова да го реализираме во следните години. Македонската рекордерка во маратон е невработен психолог, настапува за атлетскиот клуб Делта и вели дека една од главните цели во моментот е да оствари резултат со кој ќе обезбеди учество на европските првенства за македонската репрезентација. Во матичната библиотека Искра се одржа традиционалниот надпревар млади библиотекари, на кој учествуваа учениците од основните училишта во општината. Годинава најдобри резултати постигна ученичката Бојана Борисова, која ќе представува општината на државниот надпревар што ќе се одржи во Демир Хисар. Во рамки на одбележувањето на месецот на книгата, во библиотеката Искра од Кочани се одржа надпреварот млади библиотекари, на кој учествуваа ученици од основните училишта во општината. Годинава надпреварот беше организиран по 19-ти пат, а според оценките на жири комисијата, сите учесници покажале солидни познавања од библиотекарската дејност. При тоа најдобриот надпреварувач ќе представува општината на државниот надпревар млади библиотекари. Имаме од петте основно училиште од Кочани и подрачното на основното училиште Кирил Методи, значи тоа е од Подлук, значи тоа се 11 учесници, значи претежно на овој надпревар присуствуваат учениците од горната настава, значи од предметна, значи претежно 9 и 8, со исклучок оваа година од основното училиште Крсте Петков Мисерков од населбото Ризариса, значи пријавени дечиња од 7 оделение. Тестот содржише 20 прашања со можни 100 поени, а учениците го сработија за 1 час. Победник на овогодишниот надпревар е Бојана Борисова, ученичка во 9-то одделение во основното училиште Никола Карев Кочани, и таа ќе представува општината на надпреварот во Демир Хисар. Второто место го освои Сара Златковска од 9-то одделение од основното училиште Свети Кирил и Методи, а третото место и припадна на Љупка Јорданова, ученичка во 8-то одделение од истото основно училиште. Јавната општинска установа библиотека Искра од Кочани на прво наградените им додели дипломи и пригодни подароци, а останатите учесници добија благодарници и книги. По покривањето и поставувањето на дел од фасадата на црквата Свето Благовештение во местноста Драчевик, градежните работи се застанати. Иако пред 4 години подршка во изградбата од околу 14.000 евра даде и локалната самоуправа на Кочани, недостигот од донации е главна причина што изградбата на објектот тече бавно. Веќе 4 години забавено се одвиваат градежните активности на православниот храм Свето Благовештение, што започна да се гради во 2010 година на Драчевик. По покривањето на кровните површини беше започнато и поставувањето на фасадата од украсен камен на јужната страна. Во меѓувреме, работите се прекинати, а изведувачот на градежните работи се повлекол. Преостанатиот градежен материјал останал во дворот на црквата, но неофицијално се дознава дека поголем дел е украден или оштетен. Откако приватни стопанственици одделија средства за завршување на фасадата, работите не се одвиваат според очекуваната динамика. Пред 2 години и општината од буџетот издвои околу 840.000 денари за набавка на материјал за покривот, но натамошното комплетирање на изградбата е запрено поради недостиг од донации. Од локалната самоуправа немаат ингеренции во изградбата на објектот, а задача на црковниот одбор е да бара можности и решенија за негово комплетирање. Парцелата на која се гради новиот храм е со површина од над 5500 метри квадратни. Архитектонско-урбанистичкиот проект
предвидува покрај црква да се изгради и камбанарија, а според предлог идеите што беа дадени од Кочанскиот соборен храм Свети Ѓорги, неопходни се и кујна со помошни простории. Инаку, камен темелникот на храмот беше поставен во октомври 2010 година, а идејата за негова изградба беше поддржана и од Брегалничката епархија. Образложението тогаш беше оти постоечкиот храм Свети Ѓорги е претесен за православните верници од целиот град. На крајот од овие вести информација од спортот. Кочанскиот фудбалски третолигаш Осогово продолжува со засилување на играчкиот кадар. Денови во клубот се врати Ефтим Аксентиев, кој до крајот на првенството ќе ги брани боите на својот матичен тим. Досегашниот првотимец на Каменица Саса, Ефтим Аксентиев, е ново засилување во редовите на Кочанскиот третолигаш Осогово. 33-годишниот кочанец, кој игра на средишната позиција, се враќа во матичниот клуб токму во моментите кога му е најпотребен. Лидерската позиција што ја имаат жолто-сините, со неговото доаѓање ќе биде уште по-безбедна, со оглед што на тимот му е потребно и искуство. Аксентиев тоа го има, со оглед што настапуваше за прволигашите Силекс и Работнички, за кои одигра вкупно 37 надпревари и постигна 2 гола. Пред 7 години имаше и меѓународно искуство, бранејќи ги боите на 2 клуба во соседна Албанија. Исто така, играше и за Штипска Брегалница и Евромилк ГЛ од Скопје, како и за тимот на Гостивар. Вредно е да се спомене дека Аксентиев имаше и еден дебитантски настап за репрезентацијата на Македонија за играчи до 21 година, што е уште едно признание за неговите квалитети. За сега, од официјалните редови на фудбалскиот клуб Осогово нема информации дали Аксентиев ќе остане да го брани средниот ред во екипата или пак ќе игра на поистурена напаѓачка позиција од левата страна. Временската прогноза е последната информација во овие вести на Канал 8. Благодариме за вниманието. Пријатно.